што го не покажеме забит ќе не изедат. Да, у новото име нема да има ни Северна, нема да има ни Република. А мора да си го вратиме достоинството, бе, ќе се викаме вака со големи букви, да ти го пушам. Да. И ќе бидеме горди на тоа име. Горди, ќе треба да се гордееме со тоа име, бе. Замисли идеш у Грчка, те сретнува некој на улица и ти вика "Excuse me sir, where are you from?" И ти му викаш гордо вака "Македонија." И он ти вика "No, no, no." Да ти го пушам. Нема проблем. Ако баш инсистираш, да. Нема проблем, да. Или на граница, застануваш у ред за возила од ЕУ и ти викаат не тука, за да ти го пушам таму. Нема проблем. Пап, рикверт, ќе си почекаме. Нема проблем. Плюс 359 за Бугарија, плюс 381 за Србија, плюс 389 за да ти го пушам. Да. Или фудбалска утакмица, некој коментатор. Пица, фијат пунто, гол! Да ти го пушам! Лудило, брат, лудило, што да ти кажувам? Гласате за мене, бе, Сега за успешно дојш по цигари, треби, не знам, прво да ги стеш сите пари во кеш, да смениш социјални мрежи, да ги свалиш телефонот, да смениш лична карта, личен опис, да смениш нов пасош, да смениш начин на одење, пошто може на скинер да те фате негде. Накрај треба заминиш на некој место ко Сибир и Аљаска, таму е минус 50, на минус 50 ќе ми куров ке ти се пуши цигаре. Не дека ја многу размислувано за ова, така е. Не, интересно е. Знаеш, и сега сум во период кај што треба да одлучам каков родител ќе сум јас. Пошто имам примери на родители, едните се од родени во 50-60 години од бившиот век, од златната генерација на Југославија, оние што едва знаат дека имаат деца подома. Тоа се моите родители. И овие новиве, младиве родители што се ептен препотресени по децата, не оставаат ни прашинче да падне на нив. И двата се лоши примери. И знаеш, цело време се среќавам со такви ситуации, си правам паралели, знаеш. Пример, пред некој време бев во Тинекс и видов едно дете од 5-6 години беше во количка го носе, мислам, во количка за деца онаква. И знаем дека све беше во ред со детето, затоа што почна еден момент да шутираат по продуктите, да се буни, затоа што сакаше 10 сникерси, а мајка му имаше пари за 8. Земи го, со жилет јако, направи ми го, ма дево како стакло. Земи го, со жилет јако, направи ми го, ма дево како стакло. Малку се вака. Исто така, предлагам и да се допише текстот алинеја 4а да гласи вака: македонците да ви го начукаат у гъс на сите. Издави лепа материна. Само един недостатък имах. Един недостатък. Спайдермен, ако му излезе един крадец е тука, Спайдермен само пляс, една пажи направо в очите и край, крадецът е обезвреден. Крадецът е няма безопасен. Аз ако съм пред мене, ако дойде един крадец, защото аз супер пажене ще му пусна в очите, но имам един недостатък. Трябва първо 5 минути да приготвя.
И си мислам, добре, с какви суперсили, каква суперсила имам? Суперсила да разказвам добри вицове. Ако излезе един крадец пред мене, ще му кажа, чакай 5 минути един виц да ти кажа, бляс в очите! Ако мислите, че не съм добър, вижте пак. Добър съм, добър. Сакам да си... Thank you. Срцки, што правите, бе? Ја имам еден оглас за вас вечерва. Ако има некој кандидат кој што сака да биде со мене, загарантирани му се насловни страни и после разделбата. Многу високо ми го крена ова. Научена сум во животот сама да кревам, да спуштам. Искрено да ви кажам, после вакви гости, кои што вечерва јас имав прилика и да ги следам и да ги слушам, малку е, нели супер кога ќе видите од страна дека нашиот стендап со оние вон границите не се разликува многу поточно, дека и ние имаме стендап култура. Yes. Многу долго размислував што да ви раскажам вечерва, затоа што... Ти мислиш возачка така се зема, ајде, седи возачка од нигде никаде, ги знаел знаците, знаел да вози. Малку е тоа, бе. Чекај малку. Треба да частиш таму екипата што ти е собрана во колата, што те вози така наречена комисија, еден ручек, едно виски, едно друго, ќе потфрлиш некој динар, ќе се снајдиш. Види, корупција го викане. Што корупција бе да му даеш на доктор, 200 евра да те фати прекурет. Чекале 100 луѓе, ти тајно ќе го направиш, нема пред сите. Ти прави услуга човекот. Има 20 души пред тебе прекурет, ете опериса. И тоа за колку? За 200 евра. Ништо пари. Ајде се вака, драги мои. Дај да ја свртиме сега теоријата. Ајде нека дојде овде на пример во Македонија да живее швајцарец и да се снајди. Па нема да се снајди. Еве замисли се појавува, мислам, за јас многу во фикција влегува швајцарец доброволно да дојдел во Македонија. Тоа е во старт невозможно. Ајде вака ќе направиме. Замисли ти прават некој тест период на некој лет од Скопје до Буенос Ајрес, пробен лет преку визе 1200 денари. Фаќаш 1200 денари, тргнуваш во Буенос Ајрес со бројани пари, пасошот и парите ти ги крадат. Шо преш ти во тој момент? Гарантирам дека македонец за недела дена овде на плоштад ќе си седи кафе, ќе пие и ќе ужива. Како? Па се снашол бе човек. Замисли, швајцарец да му се случи истото. Во Буенос Ајрес му ги украле парите, пасошот се му украле. Ќе се снајди? Шипак ќе се снајди. Ќе почне да се јавува по амбасади, да го повлечат амбасадите, Интерпол, хеликоптери ќе дојдат. Чувствувам отпор од ваша страна. Ако ти дојдам таму, ќе почувствуваш и напон, и триење, и забрзување по маса. Чека, имам некој на втора линија. Да. Ало, господине, добар ден! Ало! Еј! Дали ме осеќаш? Па некако те осеќам околу 25%. Биди на линија. Ало, ме слушаш ти? Да! Вака, брат. Смири се, диши. Земи ги каблите што ти ги тато, ја? И соголи ги малце жиците од бакар. И пикни в штек. И надевај се дека ќе топери струја. Пред тоа вртиш на брза помош, те носат на интензивна нега и таму ќе имаш wireless. Шетај! Смирете се, имам човек на втора линија. Господине, јас тука прашувам, дали ме осеќаш? Тотално.
Се извинувам да ве предупредувам дека разговорот се снима. Знам бе брат дека се снима. И ако сакаш ќе ти го изрежам за да се ослучате дома со другарите. Добро господине, да ве прашувам дали е тоа информации, ми треба еден број. Пиши. 9. Запише ли да те поврзам? Шетај! Со новите пакети на Тихом шетај и разговарај колку сакаш. Мислам, не знам више како се стенка, разбираш? Дали треба умерено? Или треба така помодерно? Или треба па да се раздрам за да го извадам од памет? Во сите три варијанти ќе се заебам, ќе прво ќе мисли дека многу му е голем, второ дека многу е добар, трето дека многу долго трае. Кој да е тој среќник ќе наебе. Не ми е лесно. Туку ќе ми кажете, што си ти сладка, супер ти, Лиле, како играш, бе, леле, бе, ти не глумиш, бе, ти стварно си таква, дојди кај мене дома да видиш каква сум по дома. И после ќе стават на насловни, ова ќе се слика, ти ќе стават! Како иначе ќе знаат друго за мене у околина што се дешава? Најчесто водени судски спорови се бракоразводна парница. Океј, да, и за нешто како бракоразводна парница треби да имат судење, ама тоа е како за геј судија. Не е то, сваќаш? Да судиш на бракоразводна парница, тоа е како да ги слушаш да си на кафе излезен со другаркиве и да ги слушаш кај што ти се жалет зашто не им е убаво животов. Како можеш бе да иземиш мито на некоја што се разведвид, да и побараш 500 евра за да пресудиш во нејзина корист, која е скапана во депресија. Затоа што овај нејзиниов клецат помлади плавуши, а таја веќе е келјава. Како да и побараш 500 евра. Многу термини во судствово, значи има многу термини што не одговараат човече. Везан, например, рочиште. Рочиште, тоа е ко рок, ама за нешто страшно, човече. Рочиште, муха-ха-ха-ха. Како две корпорации огромни се судат за тешки милиони години. И на сите во процесов им е стемнато, не можат појќе и викат в петок имам рочиште и мислам дека ќе бидит крај. Значи рочиште за тешки милиони, не за бракоразводна парница. Кому го чекал во дневната соба гледајќи турска серија, во која внукот го одмаздил чичкото кој лежал 10 години затвор за силување на неговата сопруга, која всушност не ја силувал, туку таа доброволно си легнала со адвокатот, а тој подоцна станал уставен судија. Внуков го кокнал уставниот судија. Но, да се вратиме на приказнава. Татково го дочекал синот тинеџер и го поканил да седне да разговараат. Синот се вадел дека нешто му се спие, ама кога видел која серија оди на телевизија, сепак решил да поразговара со татко му кој бил во момент на инспирација. Аве, синко, му рекол. Слушнав, си бегал од часо и го прашал татково. Вие сега, тато, како да ти кажам, не е така како што изгледа, му рекол синот. Абе, што не е така како што изгледа, си бегал или не си бегал? Ој татко грмнал во стилот на Јашар, судијата во турската серија. Па, синов му рекол, види сега тато, практично да, теоретски не сум бегал. Како бе, теоретски не си бегал? Газот ти седел на столчето таму или не ти седел? Види бе, тато, па ми седел, па не ми седел, ама не е газот крив? Абе, кој е крив бе тогаш, да ти ебам... Абе, да не е крив Јашар Ефенди бе од Церијева? Не бе, тато бе, не се вадел овој синов. Си отвар, секој продават нешто, компири, патлиџани, ти слобода продаваш. Понуда и поварувачка. Му даваш попусти. Онај ти дават за 1000 евра година дена помалку казна. Јас за истите пари 2 помалку ќе ти скратам. И плюс во цената ти влегвит осигурање ако ти падне цапун од затвор. Ај, олабајте се.
Кај мене во затворов црнциве се грижа за корисници. Секогаш се тука да ти ја испрат кичмата, без разлика колку си крив. Суд, например, е место кај што треба да имат фер судење, така? Да. А што се дешават уствари во суд? Се тужите, оиш на основен суд. Таму победвиш, се супер. Се жали Пипов, ојте на апелација. Таму губиш. Нормално. Пошто прв брачет на тој што изгубил е втор брачет од зет за сестра на судијата. Не се блиски роднини, може да си се одвиват процесов, така? И таму губиш нормално, се враќате повторно на основен. И таму се понашет ко прв пат да те гледат. Ко ништо предходно да не се десило, човече. Статуа е феноменална, су баш до јаја. Никад си сам у Скопју, никад, знаеш. Идеш у 4 јутро мртав пијан дома и ди си чентобор. Доđeš na onaj jedan most gdje je cijeli tulum, njih 50 gore, ti matere! Znaš, fakat ih je puno znaš. I sad, statue su neka sad vaša nova stvar, ali znate kad neko kaže lijep si kao grčka statua, to je to nije kompliment iz jednog jedinog razloga, a to je zato što sve grčke statue imaju ovak mali kurac. Ovak mali smokić. Znaš, i ono što je najbolje od svega, postoje dva povijesna razloga za time. Prvi je zato što je u to doba u Grčkoj veliki kurac bio smatran odvratnim, vulgarnim i grotesknim, a mali estetskim lijepim. I sad ti zamisli koliko je malo kurački lobby u Grčkoj bio jak, da su oni uspjeli uvjeriti ostatak države u I drugo je zato što su se olimpijske igre u to doba igrale gole, i onda bi ovi s velikim kurcima mogli mlatarat okolo, što fakat ima smisla, jer ako ti trčiš 100 metara prepone, možeš sam sebe ozlijediti. Znaš, ti kreneš i kao, op, ko je to? Ja sam. I onda kad skačeš s motkom, ne treba ti motka. Kad skačeš troskok u pjesku, ostavljaš trag u pjesku, znaš, cijeli putan. Totalno. Ако во овие два алинеја 4 по извештајот на Вајц, и јас имам свој предлог, во измената на воведот во алинеја 4 им предлагам на пратениците малце вака. Исто така предлагам и да се допише текстот алинеја 4а да гласи вака: македонците да ви го начукаат у гс на сите. Пизда ви лепа материна. Ја не знам до кога веќе си играме фини, увиđајни, субмисивни, понижени. Кои сте бе вие нас да не уценувате цело време бе? Кои сте бе вие мамицата ваша ретардирана? Изроди едни. Постојано да барате од нас да клекнуваме, да се менуваме име идентитетово ни, па не ви е по кејф. Кој договор од нивице па бараат тие екстремните тамо што се грци бараат, дури Северна Македонија да им се свиѓа, Скопје бараат да стоиме. За тие бугарските да не зборам. До кога ќе им играме по помал отпор бе? Слободно можете да допишете од македонците уште една алинеја 4b, која ќе гласи: ковиеве матер. Треба да ви откажеме уопште муавет да ви правиме. Да откажеме било каква можност да покажеме желба за членство во таа ваша унија бе. Тоа не е унија. Тоа е алијанса на фашисти, на расисти, на корумпирани политички елити. Во 21 век ќе ни кажу... Moram nešto podijeliti s vama, ovo uopće nije u fori, ali moram nešto podijeliti s vama. Bila sam neki dan kod zubara, jel znate ono, za skupljanje one vode, to povuče vam sve. I onda sam razmišljala, ja sam osoba koja se ful lako napali. I kad se ful lako napalim, ful se lako navlažim. I nije lako hodat sa špljop. I da si u kinu i gledaš eroski film i kao, jebojte da... Može. Sorry, sad će vam to svima biti u glavi kad dođete kod zubara, ali kaj da vam ja radim? Uglavnom... Hvala.